Јас сум Маја Вановска, а ова е последна епизода на Проверено во оваа сезона. Завршуваме со две теми и институции кои со месеци не функционираат и практично не постојат. Антикорупцијската комисија и Државната изборна комисија. Луѓето кои што требаше да го гонат криминалот и корупцијата и да спроведуваат фери демократски избори, пред неколку месеци си поднесоа оставки бидејќи беа фатени во коруптивни и нелегални активности. До кога овие институции ќе бидат блокирани и дали на власт и опозицијата им одговара тие да не функционираат? Еве што ќе гледате вечерва во Проверено. Две клучни институции со месеци се обезглавени. Антикорупцијската комисија и Државната изборна комисија се само за декор. Корупција има, комисија нема. Граѓаните пријавуваат корумпирани функционери. Предметите се во фиока. Ние ги нарекуваме пријави во моментот, и во областа на индици или сомнеж за корупција, судирни интереси и барање за слободен пристап од 19 март, кога им се констатирани оставките, имаме вкупно 58 нови предмети. Што работи единствениот член на Државната изборна комисија? Ниту работи, ниту доаѓа на работа. Платата си тече. Јас имам информации дека 3 пати до сега од нова година сте дошле, сте се појавиле во канцеларија. Не е точно дека 3 пати сум Колку дојдена. Повеќе пати сум дојдена, 2 пати неделно, еднаш неделно, 3 пати, зависи. Без антикорупцијска комисија, функционерите си се ноншалантни. Без Државна изборна комисија е доведен до прашање договорот со Грција. Има ли решение за овој ќорсокак? Антикорупцијската комисија според законот треба да биде страф и трепет за функционерите, директорите, пратениците, министрите, премиерот. Членовите на оваа комисија треба буквално да им дишат во врат и да го следат секојдневни чекор со државните пари, но и начинот на кој се богатат. За време на владењето на Груевски, оваа комисија беше обезличена со партиски кадри кои премолча милионски криминал. Во март годинава и самите членови на комисија беа фатени со рацете во медот, па насила мораа да си одат оттаму. Што работи сега оваа комисија? Практично ништо не работи, не затоа што нема криминал, туку затоа што нема кој да го истражува. Празни канцеларии вработени без никакви ингеренции. Ќе бидат единствените кои ќе ве дочекаат во антикорупцијската комисија ако сакате некој функционер да го пријавите за корупција. Оние кои требаше да бидат првиот браник во спречување и борбата против корупција, во март оваа година и самите беа фатени во криминал. 5 од вкупно 7 члена од оваа комисија си поднесоа оставки. Оние членови што останаа, како и административците, немаат што да работат, бидејќи според законот, само комисијата во полн состав може да одлучува за представките и барањата кои се поднесуваат до нив. Кога побаравме став од антикорупцијската комисија, контакт ни дадоа од Розета Трајан, која многу повеќе беше позната како советник во владата на Груевски отколку како генерален секретар на антикорупцијската комисија. Трајан во комисијата е дојдена непосредно пред падот на Груевски во 2016 година, во време кога председател на комисијата беше Игор Тантуров. Таа за Проверено вели дека вработените во ова тело изминативе месеци се практично без работа. Колегите доаѓаат на работа секојдневно, се што е теков на работа, ја извршуваме, ја сработуваме. Искрено кажано, во овој период се е помал обемот и интензитетот на работа. Многу клучни, стратешки план, документи кои што ги носи комисијата сме оновозможени да ги донесеме бидејќи нема кој да ги верификува. Се е до фаза на една оперативна техничка изработка и тука застанува се. Од средината на март па до сега, во ДКСК се пристигнати 58 предмети по кои не може да се постапува, а вкупно нерешени предмети кои седат во фиока има 320. Ние ги нарекуваме пријави во моментот, и во областа на индици или сомнеж за корупција, судирни интереси и барање за слободен пристап од 19 март, кога им се констатирани оставките, имаме вкупно 58 нови предмети. Во таа насока што е во надлежност на институцијата, тој добиваме. Не е прекинато, меѓутоа не се постапува и не се решава по пријавите. За 2018 година вкупно 320 предмети, што не е мала бројка. Работата на комисијата во време на Груевски не беше ниту транспарентна, ниту пак беше отворен некој случај на висока корупција. За тоа како функционирал последниот состав, според информации на Проверено на седниците на антикорупцијска комисија се случувал вистински пазар, а лидер во сенка на комисијата била функционерка во претходната влада, која сега е обвинета во случајот Титаник на СЈО.
Никој од членовите, ниту пак од службите кои имале должност да присуствуваат на седниците не пријавил што се случува во антикорупцијската комисија, ниту пак излегол јавно да проговори за овие злоупотреби. Вработени кои присуствувале на седниците на комисијата и биле сведоци на башибозукот што се случувал, не се чувствувале безбедно да зборуваат за ова, затоа што немало кој да ги заштити, ниту пак сметале дека имаат таква надлежност и должност. Освен политичките пазари, незабележано поминал и криминалот што го правеле антикорупционерите. Според ревизијата направена од Управата за јавни приходи на членовите на антикорупцијската им се исплаќале патни трошоци за тоа што доаѓале на седници, а исплата се вршела врз основ на неверодостојни патни налози. Некои од членовите не оделе на работа секој ден, туку само кога имало комисиски седници. Оделе дотаму што иако не се појавувале на работното место, поднесувале по 3 патни налози за ист ден. Например, еден член на комисијата истиот ден бил во странство и на седница на комисија. Ревизорскиот извештај покажа и дека дел од членовите користеле неверодостојни патни налози за кои им биле исплаќани патни трошоци. Дополнително, како ненаменско трошење буџетски пари се посочуваат и трошоци за ручеци и вечери во ресторани, кои членовите на комисијата ги правеле при патување во странство, како и трошоци за изнајмување стан. Во однос на патните трошоци и исплатите, ние како институција имаме подпишано договор со службата за општи и заеднички работи, така да целото сметководствено и финансиско работење е во службата. Секоја година согласно стратешкиот план се прави и ревизија. Ревизијата, како и оваа година и минатите години ја правила Управата за јавни приходи. Јас не би сакала да навлегувам во на одите на ревизорите, но тоа што како извештај беше оваа година констатирано, ете го дознавме и сите. Ревизијата направена од УЈП се однесува на составот на комисијата со председателот Игор Тантуровски и членовите Фарија Алију, Горан Миленков, Жаклина Дамчевски, Најдо Спасевски, Сузана Таскова Аџикотарева и Сеиди Халили, кои се на оваа функција од април 2015 година. Од овој состав оставки не се поднесоа само Најдо Спасевски и Сузана Аџикотарева. Во март оваа година, медиумите повикувајќи се на евиденција од службите на ДКСК, објавија дека Таскова Аџикотарева потрошила 37.000 денари само за такси за да доаѓа на работа, а Спасевски не се појавил на 50 од вкупно 250 одржани седници, без да достави образложение зошто не може да присуствува. И покрај ова, двајцата одбија да дадат оставки, бидејќи не се препознале во ревизорските извештаи на УЈП. Трајан вели дека законите оставаат можност за вакво однесување на антикорупционерите и на останатите избрани и именувани лица. Точно е дека антикорупцијска била затворена и сите критики кон неа, честно и одговорно тврдам дека биле оправдани. Антикорупцијска е таа која што секојдневно треба да биде блиска со граѓаните, блиска со институциите, блиска со медиумите, блиска со сите активисти во борбата против корупција. Политиките зошто била затворена е прашање кое што резултираше со тоа што се случи во изминатиот период. Веројатно нашите закони оставаат таков комфорт да сите избрани именувани лица, па дури антикорупционерите се понашаат на начин дека тие се недопирливи. Тоа така не е. Особено не во вакво тело кое што треба да биде пример и кое што треба да им помага на избраните именуваните лица како да се однесуваат. Веднаш по отварањето на овој случај во медиумите, финансиска полиција по налог на обвинителството влегла во антикорупцијската комисија и ја земало целата документација која била поврзана со службата за општи и заеднички работи на владата. Распространетоста на корупцијата во сите сегменти на македонското општество и слабата борба против корупцијата и организираниот криминал беа врвен проблем во Македонија изминативе 10 години. Секоја година ова се нотираше во извештаите за напредокот на државата од Европската комисија. Корупцијата продолжува да представува сериозен проблем и борбата против корупцијата е подкопана од политичкото мешање. Неопходно е да се зајакне независноста на полицијата, обвинителството и Државната комисија за спречување на корупцијата. Ова се само дел од препораките кои комисијата секоја година ги пишуваше во извештаите за Македонија. Денеска може да се каже дека состојбата со антикорупцијската комисија е на уште полошо ниво. Ако во времето на поранешната власт имаше распашена антикорупцијска комисија, сега нема никаква и никој не ја следи работата на оваа власт. Одврвен приоритет на новата влада, која борбата против корупција ја стави и во планот 369, во Македонија веќе 5 месеци не функционира антикорупцијска комисија, а стотици предмети стојат нерешени во фиоки.
Минатиот месец, кога Рената Десковска дојде на функција во Министерството за правда, таа најави дека се работи на реформи на моделот на Државната комисија за спречување на корупција, како и на ново законско решение. Во моментот во Министерството за правда е формирана работна група која што работи на измените на законот. Ке добиеме наскоро модел на антикорупцијска комисија. Идејата е да биде составен од експерти, луѓе кои што немаат политичка афилијација и луѓе кои што тоа го сметаме за некој вид предност, знаењето, но и политичката неврзаност како предност во смисла на исполнувањето на задачите кои што оваа антикорупцијска комисија треба да ги има. Во работната група, која треба да ја реформира антикорупцијската комисија, учествуваат и лица вработени во Генералниот секретаријат на ДКСК. Колеги од нашиот секретаријат се вклучени, па сите и ние вработени од сите оделенија и даваме своји предлози за новото законско решение. Од она што како информација го добивам од работната група дека посветено работи на новиот закон и согласно нашите законски процедури за донесување на нов закон и негово имплементирање, верувам дека до крајот на годината би се случил нов закон и нов модел на ова тема. Мандатите на членовите на антикорупцијската комисија кои си поднесоа оставки од нивниот избор па до оставките беа проследени со небулози, нетранспарентни моменти и политички и партиски пазари. Членовите на антикорупцијската комисија ги премолчаа бомбите, не отворија ниту еден поголем случај на корупција, а борбата против корупција ја спроведуваа само преку трибини, семинари и меморандумите за соработка кои ги потпишуваа. Новинарите со години од ДКСК го бара анкетниот лист за имотната состојба на поранишниот премиер Никола Груевски, но поранишниот председател на комисијата и потоа член Горан Миленков го криеше и чуваше, не баре некој сака нешто лично негово да му земе. Во јавноста ќе остане запаметен по небулозната изјава пред медиумите кога го прашаа зошто не сака да го даде анкетниот лист на Груевски. Значи, најлюбезно ве замолувам. Ова прашање да го затвориме сега за веки и векова, ами. Исто како и антикорупцијската комисија, така и Државната изборна комисија заврши неславно. Откако незините членови незаслужено си поделија плати и бонуси, а аферата ја откри амбасадорот на САД Джейс Бейли. Да не беше престојниот референдум и оваа институција и натаму ќе беше обезглавена. Но сега се води трка со времето за нејзин избор. Од вкупно 9 членови кои се поднеса оставки, само еден член остана во неа. Ермира Асани Салија, во интервју за Проверено, таа вели дека ретко доаѓа на работа, бидејќи нема работа, а плата сепак се зема. Господја Салија, постои опасност, надвисната е опасност, таа е реална, дека всушност ДИК, новите членови на ДИК нема да бидат избрани од парламентот заради обструкциите на ВМРО ДПМН. Последиците се евидентни. Станува збор за референдумот за Европската Унија и НАТО. Која е вашата порака, кој е вашиот став? Стравувате ли дека може да се искомплицира? Вака, значи, што се однесува до Државната изборна комисија, целокупната јавност будно ги следи случувањата што се случува, нели, почнувајќи од парламентот, пошто тука се избират членовите на Државната изборна комисија и имало, значи, ден по ден, недела по недела, нешто така се одоговлекувало, тоа со месеци. Меѓутоа, сега вие ме прашувате конкретно за последните случувања, може би тоа се обструира, меѓутоа јас лично мислам дека Државната изборна комисија треба што поскоро да се конституира, за да се отвори патот за организирање и спроведување на референдум. Пошто се потребни, нели, и претhodни чекори на Државната изборна комисија. Постојат сериозни дебати дека всушност ДИК треба да биде надпартиска. Партиските припадници да не бидат членови на ДИК, да биде составена од професионалци, од експерти. Вие сте од БЕСА и конкуриравте повторно да бидете член. Конкуриравте, така? Стравувате ли можеби дека ќе бидат избрани професионалци, дека ќе отпаднете? Вака, значи, ја свесна дека сум дојдена и номинирана од политичка партија, меѓутоа ја, лично персонално, уште од првиот ден влезена во Државната изборна комисија,
бев значи многу свесна за институцијата и за одговорноста која ја превземам и исто така со денот на давање на свечената изјава јас си реков на себе си дека тука јас ќе се издигнам над партијата и верувајте, можеби тоа сега на вас нема да ви биде значи веројатно, меѓутоа екс-колегите мои знаат дека јас сум знаела да бидам значи со некои одлуки и да си ги надминам значи партиските определби, сум знаела тогаш нели бев номинирана од страна на опозицијата, сум знаела да бранам став на опозицијата која сум видела дека тоа е нешто рационално и законито. И исто така сум гласала за одлуки, мада тоа можело да произведат и последици не толку како да кажам добри за партијата која ја представував. Значи конечно, значи моето мислење е дека стварно тука треба да членовите се издигнат над партиските определби. Но да не бидат партиски членови. Тоа можеби би било подобро, меѓутоа ние знаеме тука дека во Македонија и некогаш и најнепартиските и експертските членови знаат да заземат ставови или определби, мада се тие назначени како експерт. Не може да се анулираат сосема, но сепак може да се намалат тие влијанија, тие притисоци на политичките партии и нивните интереси. Сега можеби би било подобро тие да се поставени како експерти, меѓутоа и како представници на политичките партии не гледам ја која би била на ниво на задача и мислам си ја работам според устав и закони, подзаконски правни акти, не мислам дека тоа е нешто проблем. Мада можеби експертски членови би биле наидеално. И во име на тие експертски членови вие сте подготвени да ја повлечете вашата кандидатура? Дефинитивно, значи ако мада ја сега во последниот состав, значи сум кандидирана, мислам тоа по слободна волја и исто така и поддржана. Меѓутоа јас сум подршка на БЕСА. Да, меѓутоа јас сум, значи ако се избират експерти и мене нема да ме сметат за експерт на тој тим, јас сум подготвена значи да ја повлечам без никаков проблем кандидат. Добро, вие земате плата, така? Да. Дадоа оставка останатите членови после скандалот со финансиски малверзации, но вие не дадовте што току бевте дојдена. Тоа беше образложението ваше. Да, добро ти се образувам. Да, кажете. Да. Значи, работата беше малку поинаква. Освен тоа што ја бев новоизбраниот член на Државната изборна комисија, значи најновиот и кога се спроведува изборите, не бев тука речиси 2 месеца. Меѓутоа, моето образложение е јасно и мислам дека е тоа јавно, информација од јавен карактер, дека тие си поднеса оставки заради одлуката што беше донесена за доделување на бонус, но таа одлука е донесена со 8 гласа, значи од страна на 8 члена, освен мене. Да. Значи не сум бил во конкретниот случај и не сум била значи дел на изгласување на таа одлука за доделување на бонус. Каде бевте тогаш? Ја не бев значи тука од субјективни... 2 месеци рековте? Не, 2 месеци сум била, значи, во целиот изборен процес сум била, значи, дел на изборниот процес, меѓутоа на седницата донесена со 8 гласа, значи од 8 члена, и тие си видоа за сходно да си поднесат оставки како последица. Да, добро. Се имате плата? Значи, ја формално уште сум член на Државната изборна комисија и пошто не си видов причина да си давам оставка, си продолжив, пошто тогаш беа најавите од председателот на собранието, нели ги следиме, дека ќе се докомплетира Државната изборна комисија со нови членови, пошто ја бев избрана и со мандат од 5 години и цело време, како и сите други, сум во искчекување да се докомплетира Државната изборна комисија, за да си продолжам со нормално моите одговорности што произлегуваат од функцијата, меѓутоа тоа ми беше оневозможено заради тоа што сум единствениот преостанат член на Државната изборна комисија. Велите да продолжите со вашите одговорности, со вашите обврски. Очекувате да бидат другите? Очекувате, да. А во меѓувреме што правите?
Значи, во меѓувреме нема многу за правење, пошто ние сме колегијален орган, Државната изборна комисија, значи секои одлуки што ги донесува се полно важи доколку се донесуваат се изгласат од поголемиот број на членовите на Државната изборна комисија и ја како поединец, значи можам да си доаѓам, си одам. Мислам, нема кој да свикува работна седница, нема кој да ги одржува седниците, работните состаноци, така да, значи, не е до мене, дека јас сум спречена едноставно да ја завршам функцијата што ми е доделена. Да, практично не одите на работа. Па си одам на работа, меѓутоа ја си доаѓам на работа своеволно за да на слободно ме разбирате, пошто нема кој да свика и немате што да правите кога доаѓате па на работа. Па доаѓам, јас си читам, си правам, си наоѓам интернет, работа. Facebook. Не тоа, мислам тоа. Нема потреба да го правиме на работа. Да, добро. Јас имам информации дека 3 пати до сега од Нова година сте дошле, сте се појавиле во канцеларија. Не е точно дека 3 пати сум Колку доаѓена. пати? Повеќе пати сум доаѓена, 2 пати неделно, еднаш неделно, 3 пати, зависи. Да, добро. Колкава плата земате? 61.000. 61.000. Значи велите еднаш неделно, 2 пати неделно. И 3 пати сум доаѓена. Некогаш 3 пати, иако моите информации велат од јануари до сега, до јули, тоа се 7 месеци, 3 пати ве виделе. И сега, ако земате 61.000, а доаѓате еднаш неделно, како велите, 2 пати, еве и 3 пати, како велите, не мислите дека треба да си дадете оставка од причини заради тоа што не работите? Јас, значи, си реков мислам, кога си беше времето за оставка, си имаше причина и си даде оставка. Значи, јас сум избрана и имам мандат. И сум во исчекување за да си ја завршам мојата работа, пошто тоа не зависеше од мене. Нема да доаѓате секој ден е потребно на работа. Па и сум доаѓала. Цел чесен свет оди секој ден на работа точно, за да земе се плата. случило ние да сум доаѓала ја и по 19 сати, по 24 сати. Значи, цел свет така не оди, сум дошла и така 2 и нешто месеци. Мислам, кога беше изборниот процес. Секој месец земате плата. Кога Господја имало Салија, зашто да се дојде. Ве разбирам. Секој месец земате плата. 61.000. Знаете колку е просечната плата во Македонија? Ама тоа не е до мене, не Колку разбирате? знаете ли колку е? Знам, меѓутоа тоа Кажете колку е. не е до мене. Јас сум избрана. Како не е до вас? И Како не е до органот вас? кој ме избра, значи сега нели кога ќе се веќе има промени во законот, ќе ме разрешува. Ама како не е до вас, не доаѓате на работа? Земате 61.000. Доаѓам ја на работа. Па претходно рековте еднаш неделно. Доаѓам, сум доаѓана и почесто. Мислам, тоа не водам евиденција, пошто на мене, да ви кажам вака, дека Како не водите евиденција? Се оди секој ден на работа? Се оди секој ден, меѓутоа ја од Државната изборна комисија стварно дека зема плата, меѓутоа ја имам и трошоци, што не сум ги реализирала, не знам за тоа дали... А трошоците не ви се вклопуваат во 61.000 платата? Да, освен патните трошоци, што ја не сум ги реализирала, мислам дека и за тоа би требало Не ви е да доволно побарате. платата да реализирате Тоа е со оглед на доволно, тоа меѓутоа, што да, доволно. патните трошоци Не. ќе ви покријат и онака еднаш доаѓате од Гостивар во Скопје. Не, настрана на тоа дека на нас, мислам, тоа законско право ја не сум го реализирала. Значи не сум земала тоа што законски ми припаѓа и за тоа мислам дека Дека е фер да не доаѓате на работа. не. Добро, благодарам за одговор. Благодарам и на вас. Во изминативе 22 епизоди тимот на Проверено известуваше, анализираше и истражуваше случаи на криминал, корупција, судир на интереси и трговија со влијание. Денеска во Македонија беше еврокомесарот Јоханес Хан и најави почеток на скрининг процесот. Тоа практично значи дека ќе бидеме под директен надзор на Европската Унија за тоа како ги спроведуваме реформите во судството, борбата со криминалот, слободата со медиумите, безбедноста, ако сакаме да почнеме преговори со Европската Унија. Токму ова беа темите за кои во изминатите епизоди известуваше тимот на Проверено. Оваа беше последна за оваа сезона. Се гледаме на есен. До гледање.